Добро дојдовте во Урбаните вести. Филмските режисери од Македонија до крајот на јануари 2018 година може да аплицираат на 6-тиот надпревар за краткометражен филм Let's See 2018, кој од 13 до 22 април ќе се одржува во Виена. Со своји кратки филмови на тема заедно или разделени може да учествуваат филмски режисери до 35 годишна возраст. Со оваа информација ги стартуваме денешните Урбани вести, а во продолжение следуваат настаните на денот. Донирани прочистувачи на воздух во градинките во Карпош. Засадени нови 60 дрва спроти студентскиот дом Гоце Делчев. Акција за расчистување на отпадот во општина Карпош. Одбележани 108 години од раѓањето на Никола Јонков Вапцаров. Две градинки од општина Карпош добија 3 прочистувачи на воздух донација од општината. Градоначалникот Стефан Богоев при предавањето на донацијата истакна дека во наредниот период ќе се потрудат со домакинско работење да овозможат набавка на вакви прочистувачи за сите градинки во општина Карпош. Градинките Мајски цвет во Тафталиџе 2 и Орце Николов во Карпош 2 се првите две предучилишни установи во општина Карпош, на кои им се донирани ионизатори, прочистувачи на воздух, наменети за најмалата група на деца јасли. Донацијата на локалната самоуправа денеска ја врачи градоначалникот Стефан Богоев, кој нагласи дека дарувањето 3 прочистувачи на воздух во две градинки на територијата на општина Карпош ќе овозможи поздрава животна средина за дел од најмладите жители од општината. Селекцијата на градинките во која е дадена донацијата е врз основа на опфатот бројката на деца во најмалите групи јасли во овие градинки и приоритетната потреба од нив. Меѓу другото, во градинката Орце Николов во Карпош 2 неодамна се појави вирусот од коксаки, кој предизвикува здравствени проблеми кај децата. Иако во меѓувреме ситуацијата е стабилизирана, Советот на општина Карпош во насока на зголемена превенција и заштита на децата одлучи еден од ионизаторите да биде дониран токму во градинката во Карпош 2. Денес во две од градинките на територија на општина Карпош ги дониравме 3 ионизатори, односно прочистувачи на воздух, кои што ги затекнавме во општината. Сметаме дека со оваа одлука на Советот ќе се помогне барем на најмладите во градинката, односно на оние дечиња во јаслите, во градинката овде во Орце Николов во Карпош 2 и во градинката Мајски цвет во Тафталиџе 2, бидејќи сепак на ним во овие денови на загаденост на воздухот им се многу попотребни отколку на било кого во општинската администрација во општина Карпош. При денешната посета на градинките, Богоев се запозна и со најчестите проблеми со кои се соочуваат вработените во овие установи за згрижување и нега на децата, при што нагласи дека општината ќе работи на подобрување на условите за престој во градинките, што подразбира замена на старите играчки со нови, изработени од екоматеријали. Есенската акција на градот Скопје за засадување на нови дрвја, која започна во општина Аеродром, денеска продолжува во Карпош. Во денешната акција беа засадени 60 дрва во новиот парк спроти студентскиот дом Гоце Делчев. Есенската акција за садење 615 дрвја на јавните површини на повеќе локации низ градот Скопје денеска се одвиваше во новиот парк спроти студентскиот дом Гоце Делчев. Во овој парк денеска беа засадени 60 дрвја, а на акцијата присуствуваше претседателката на Советот на град Скопје Љубица Јанчева, која истакна дека градот Скопје планира и напролет да продолжи да организира големи акции за засадување нови 4000 садници на точно утврдени локации на кои изминатиот период беа сечени или воопшто не се засадени нови дрвја. Продолжува акцијата за зазеленување на Скопје. Посадени се повеќе од 200 садници во Аеродром, Кисела вода, Назибава и Чај. Денес продолжуваме со садење на нови 60 дрвја во Карпош, тука, на улицата Васил Чакаларов, во новиот парк. Со есенското садење предвидени се 600 нови високо култивирани садници од типот јавор, каталпа, липа, даб и јасен. Напролет, акцијата за зазеленување продолжува. Планирано е да се засадат 4000 садници на точно утврдени локации, особено локации каде во изминатиот период биле исечени или воопшто немало засадени нови дрвца.
Ова акција е дел од заложбите за зазеленување на Скопје и зголемување на бројот на нови дрвја на јавните површини, со што ќе се подобри и животната средина, а тоа ќе придонесе и за зачувување на здравјето на граѓаните. Со есенската акција опфатени се повеќе локации во општините Карпош, Киселавода, Центар, Газибаба, Чаир, Бутел, Шутово, Ризари и Сарај. Односно, нови дрвја ќе се садат речиси во сите градски општини. Покрај тоа што ова акција ќе продолжи и напролет, исто така градот континуирано ќе продолжи да ги одржува постојните зелени површини, како и да работи на подигнување и уредување нови места со интересни содржини за одмор и рекреација на граѓаните. Акцијата за чистење на Скопје денеска продолжи во општина Карпош. Во рамки на акцијата предвидено е да се чистат улиците и малите депонии и да се крпат дупките. Дводневната акција ќе продолжи во сабота поради утрешниот неработен ден. Големата акција за чистење на Скопје денеска и во сабота ќе се реализира во општина Карпош. На 5 локации ќе се расчистува шутот, депониите и ќе се собираат сувите лисја. Во рамки на акцијата ќе се чисти просторот зад ресторанот Македонска куќа, под мостот Газела, од страната на населеното место Злокуќани, мостот кај вливот на Лепенец во Вардар, во Жданец, на улицата Теодосија Синаицки, каде ќе се отстрануваат камења и шут, како и каналот за одвод на атмосферски води меѓу Трнодол и Жданец. Денеска во Карпош заедно со градот Скопје започнува и она чистење на градот, односно наред дојде општината Карпош денес и во сабота, имајќи предвид дека утре е неработен ден, така да сите сили здружени и од предпријатијата на градот Скопје и од комуналните служби на градот Скопје, но и од службите на општина Карпош, денес и во сабота имаме една офанзива за метење и чистење на општината, во која што исто така ќе се чистат и оние мали сметлишта или мини депонии кои што се наоѓаат на територијата на општина Карпоша, на кои што граѓаните одамна се жалат. Со тоа и ќе се изчисти животната средина, но и ќе се превенира од палење понатамошно на овие диви депонии или сметлишта кои што го зголемуваат и загадувањето на територија на општина Карпош. Ние продолжуваме и после оваа акција, веднаш од наредната недела, она што ќе се изчисти сега, да го одржиме така чисто да остане и во наредниот период. Во акцијата на град Скопје се вклучени механизација и човечки ресурси од градските власти и од општината. Јавното предпријатие Паркови и зеленило во акцијата се вклучи со 6 специјализирани возила за транспорт на лисјата, а јавното предпријатие Улици и патишта ги крпат ударните дупки на поголемите градски улици, на станбените и сервисните улици во општина Карпош. Јавното предпријатие Градски паркинзи работи на расчистување на нивните паркиралишта кај градската општа болница 8 септември и кај тенискиот клуб АБЦ, додека јавното предпријатие Водовод и канализација работат на расчистување на сливниците и помагаат во транспортот на собраните лисја. Голем број граѓани од трето доба жители на општина Центар се заинтересирани за проектот Центар се грижи за возрастните, што според раководството на општината е доволна причина проектот да продолжи и следната година. Покрај посета од медицинско лице, новитет ќе биде и посета од психолог. Општина Центар во 2018 година го продолжува проектот Центар се грижи за возрастните, за нега на возрастните граѓани кои живеат на територијата на општината. Моментално акцијата паузира, а во наредната година ќе бидат склучени нови договори, кои ќе имаат важност цела година со нови содржини и поволности, велат од општината. За 2018 година за оваа намена, општината ќе издвои поголем буџет, додаваат оттаму. Голем е интересот на граѓаните на општината за овој проект и за реализација од страна на Сдруженијето Хуманост. Оние граѓани кои ќе добијат вакви субвенции, како и досега, првично ги посетува социјален работник, кој ги нотира нивните потреби од медицинска нега. Потоа, земајќи ги предвид индивидуалните потреби на секој граѓанин, се одредуваат бесплатните услуги и помош, која треба да му се пружи на секој корисник одделно. Лиценцирани негователи ќе ги посетуваат лицата 3 пати неделно за да се добие потребната нега. Физиотерапевт кој ќе ги посетува 2 пати во неделата или 8 пати месечно за лицата кои имаат потреба од физикална терапија. Новина е тоа што еднаш месечно корисниците ќе ги посети медицинска сестра или психолог во зависност од потребите на корисниците. Стручна комисија при изборот ќе води сметка за социјалниот статус, финансиската и здравствената состојба на лицето кое аплицира за помош.
Со положување на цвеќе пред споменикот на Никола Јонков Вапцаров беше одбележана 108 годишнината од раѓањето на поетот и револуционер Никола Јонков Вапцаров. Градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски рече дека во наредните години овој повод ќе биде носител на повеќе активности во училиштата. Со низа активности денеска се одбележа 108 годишнината од раѓањето на поетот и револуционер Никола Јонков Вапцаров. Одбележувањето почна со положување на цвеќе пред споменикот на Вапцаров. Цвеќе положија градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски, Сдруженија директори и граѓани на општина Бутел. По положувањето на цвеќе, ученици од основните училишта се представија и со една музичка точка. Градоначалникот Смилевски рече дека во наредните години овој повод ќе биде носител на повеќе активности во училиштата. Денеска го славиме 108-миот роден ден на нашиот литературист, човекот кој што ги даде правците во нашата македонска литература, и мислам дека во наредните години ќе треба многу повеќе да се заблагодаруваме и да најдеме начини нивните дела да ги представуваме пред македонскиот народ. Затоа ние како општина го славиме и неговиот роден ден 108, како што кажав, и во наредниот период сме сигурни дека ќе ни биде носител на многу активности по нашите училишта. Никола Јонков Вапцаров е македонски поет и револуционер. Релативно млад започнува да се пројавува како литерат. Во 1938 година заедно со Антон Попов и Михаил Сматракалев во Софија го основаат Македонскиот литературен кружок. Пишувал главно поезија на бугарски јазик. Се вклучил во антифашистичкиот отпор и како учесник во илегална организација за диверзии против профашистичкиот режим на цар Борис. Во 1942 година е затворен, осуден на смрт и стрелан во Софија. Автор е на 2 поетски збирки, моторни песни и посмртно објавената антологија. Во Втората светска војна Вапцаров како дводомен автор, бугарски и македонски, чии стихови и други творби покрај високите уметнички дострели имаат посебно значење за Македонија. Доживува литературна слава. Општина Ѓурче Петров размислува да воведе СОС линија за жртви од семено насилство, со што ингеренциите за помош при случај на насилство ќе се стимнат на општинско ниво, што пак ќе им помогне на жртвите полесно да дојдат до потребната помош. По повод 16 дена активизам против семејното насилство, општина Ѓурче Петров во соработка со Националниот совет за родова рамноправност одржа работен состанок со цел превенција на семејното насилство. Денешната дебата на која присуствуваат членови на администрацијата на локалната самоуправа, советот, членови на Комисија за труд и социјална политика на општината, директори на училиштата, представници на невладини организации како и надворешни соработници кои делуваат во оваа сфера, представува продолжение на претходна соработка подпишана со меморандум меѓу Националниот совет и општина Ѓурче Петров. Во полето на родова еднаквост во општината се работи со години наназад, велат од општината. Савка Тодоровска од Националниот совет предложи да се отворат координативните тела и ингеренциите да се стимнат на општинско ниво. Потребна е и СОС линија на ниво на општината, додаде Тодоровска, предлог за кој надлежните од Ѓурче Петров размислуваат да го усвојат во иднина. Овие активности се преземаат врз основа на Истанбулската конвенција на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство, која беше усвоена и на седница на владата на Република Македонија. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ги потсетува возачите кои се најчестите причини за сообраќајни несреќи. Според статистиката на РСБСП, најголем дел од несреќите ги предизвикуваат возачи прекршители на сообраќајните правила и прописи. На почетокот на празничниот период од годината, кога се почести се патувањата низ земјава и странство, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ги потсетува возачите дека сообраќајните незгоди се најчесто последица на непочитување на сообраќајните правила и прописи. Безбедно растојание, користење трепкачи, возење наназад, непрописно пристигнување колона на возила, пристигнување пред пешачки премин, прскање пешаци и велосипеди и технички неисправно возило. Тоа, укажува Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, се дел од сообраќајните правила и прописи
кои многу често не се почитуваат од страна на возачите, а кои се особено важни за безбедноста во патниот сообраќај. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата апелира до возачите максимално да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и да не се впуштаат во нивно слободно толкување и дозволено прекршување, затоа што безбедноста во сообраќајот бара дисциплина и максимална одговорност. Во чест на долгогодишната кариера на актерот Мите Грузданов, Кинотеката на Македонија од денеска до 13 декември ќе прикажува филмови во кои глумел сега веќе пензионираниот актер. Кинотеката на Македонија од денеска до 13 декември ќе прикажува филмови во кои Мите Грузданов учествувал активно како актер, но и како режисер. Поводот се 50 години професионализам и 63 години аматеризам на пензионираниот доајен на македонското актерство. Вечер ќе биде прикажан филмот Црно семе на Кирил Ценевски, а во наредните денови Истрел на Бранко Гапо, Мите Коштан Грклјан, во кој Грузданов е и актер и режисер. Потоа Глушт во времето, Еурека Сократ, Еурека Михаил Шолохов, Народни трибуни, Димитар Попгеоргиев Пировски, Коледе Мирче, Лаве, Струја, Огин и Мите. Предвечерашната проекција на Црно семе Кинотеката од 20 часот ќе го прикаже 16-минутниот филм Охридскиот светилник Климент Охридски по повод утрешниот државен празник. За време на продолжениот викенд ќе преовладува сончево време со студени утра, а преку денот ќе биде потопло. Во сабота облачноста ќе се зголемува и ќе дува засилен јужен ветер. По планина запад ќе започнат врнежи од дожд, а на планините од снег. Преку ноќта кон недела врнежите ќе се прошират во поголемиот дел од земјава. Пообилни врнежи се очекуваат во западните делови. Во недела, особено предпладне, се уште ќе има локални врнежи од дожд, а во подрачјата повисоки од 700 метри надморска височина врнежите ќе поминуваат во снег. Нов влажен и релативно топол бран се очекува од почетокот на наредната работна седмица. Во продолжение МТМ Метео. И за крај, самохраните мајки тешко доаѓаат до работа. Се проценува дека околу 30% од нив во земјава се невработени и треба да им се помогне за полесен пристап на пазарот на трудот и преку мерките за вработување во оперативниот план. Ова беше посочено од страна на учесниците на завршната конференција за проектот Самовработување за самохрани мајки, финансиран од Европската унија, што го спроведуваат Сдруженијето на бизнис жени, Институтот за менаџмент поддршка и Бизнис конфедерацијата на Македонија. Ова беше и последната информација во Урбаните вести. Благодарам за вниманието. Довидување.